Вести на телевизија Плюс. За 18 месеци се одложува изградбата на пругата Куманово-Белјаковце, првата делница од железничката траса кон Бугарија, што е второ одложување досега. Овој пат кочница се недовршените административни работи околу експроприацијата на градежните парцели, која треба да ја финансира владата. Уште од самиот почеток, кога имаше проценка, тој имот беше многу ниско проценет и нормално собствениците на тие градежни парцели не дадоа на суд и целиот процес уште се влечка по судови. Без завршување на процесот на експроприација не можеме да ги завршиме работите. Ние имаме голем проблем и да ги платиме експроприациите затоа што во буџетот на железници наместо 0,3% од даночните приходи, ние од државата не добиваме ни 0,1%, кажа Ирфан Асани, директор на јавното претпријатие Македонски железници. Процесот на експроприација е завршен само во првите 8 километри од пругата. Целосната изградба на делницата е планирана за крајот на 2019 година. Тендерот за изградба на втората делница од пругата кон Бугарија, која води од Белјаковци до Крива Паланка, е објавен пред 4 дена. Втор пат се објавува тендерот, а првиот пат е поништен поради недостаток на фирми кои ги исполнуваат условите. Предвидени се 145 милиони евра за негова изградба. Третата делница, која ќе се протека од Крива Паланка до Деве Бајр, иако најкратка, се должина 24 километри, ќе чини најмногу. Проектот за незината изведба е проценат на 350 до 400 милиони евра. Камен темелник на пругата која железнички ќе ја поврзе Македонија и Бугарија беше поставен во март 2014 година. Пругата е со должина 90 километри, а изградбата ќе чини до 600 милиони евра. Парите за градежни работи се позајмени од фондовите на Европската унија. Празникот Илинден ќе се одбележи и во меморијалниот центар Аснон во Пелинце со почеток во 10 часот. Свежо цвеќе ќе положи владината делегација предводена од председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, а во чиј состав ќе биде вице-премиерот и министер за надворешни работи Оливер Спасовски, како и министрите за надворешни работи за правда и култура Никола Димитров, Рената Десковска и Јасаф Адеми. Во 11 часот и 30 минути е предвидено обраќање на премиерот Зоран Заев. Свеченоста во Пелинце ќе биде збогатени со културна програма. Свој настап ќе има хорот Вардар, ансамблот Танец ќе изведе неколку традиционални македонски ора, додека културно-уметничко друштво Едмин Дураку ќе изведе сплет од албански песни и ора. Сите заинтересирани граѓани може да го искористат и бесплатниот автобуски превоз во организација на општинската организација на СДСМ Куманово. Автобусите тргнуваат во 8 часот и 30 минути од паркингот пред затворениот градски базен. Дваесетгодишниот В.А. од Куманово вчера загина во водите на Охридското езеро. Момчето, како што информираат од Министерството за внатрешни работи, паднало од педалинката и извесно време му се губи секаква трага во езерото. По пребарување на водите, безживотното тело на момчето е пронајдено од страна на Црвениот крст. Смрт била констатирана од лекар од итната медицинска помош, информираат од полицијата. Во текот на вчерашниот ден, секторот за внатрешни работи Куманово добило повик од маж од Куманово, кој пријавил дека на 29 јули 2018 година неговата 13-годишна ќерка го напуштила нивниот дом и заедно со НД од Штип со такси возило заминале во Радовиш, во куќа кај негов роднина каде имале сексуален однос. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, известен е јавен обвинител и се работи на целосно расчистување на случајот. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев настапи на 48-миот меѓународен фолклорен фестивал Илинденски денови во Битола. И оваа година друштвото доби покана и учествуваше на еден од најголемите меѓународни фолклорни фестивали во Република Македонија, фестивалот Илинденски денови, кој од оваа година се одржува под закрила на големото светско семејство ЦИОВ. Кут Панче Пешев настапи заедно со Јапонија, Полска, Хрватска, Србија, како и друштво од Републиката. Фестивалот традиционално започна со дефилени широк сокак, кој се исполни со народни везови, звуци и танци. Потоа настапот продолжи на ракометното игралиште, каде сите учесници настапија пред битолската публика, но и многуте гости од диаспората. Културно-уметничкото друштво настапи со обичајот китење на младожењу, кој потекнува од Кумановскиот крај. Настапи зборниот оркестар, пеачката група и фолклорниот ансамбл. Настапот беше добро прифатен, за што сведочеше громогласниот аплауз.
Александра Грубор и Анита Николовска, оделенски наставници при Основното општинско училиште Толи Зордомис, подрачно училиште во село Режановце, Куманово, се најдоа во финалето на овогодинишното издание на КРЕФ, меѓународен филмски училишен фестивал, кој годинава се одржува во Штип. Волшебна магија се насловите на филмовите на кумановските наставнички. Целта на филмот Волшебна магија 1 е подигање на свеста кај учениците за пошироката заедница, за значењето и зачувувањето на природата или употребата на отпадот. Водечка улога во филмот имаат ученици од 3-5 и 5-5 оделение, односно деца на возраст од 8 и 10 години. Оваа идеја представува само дел од многуте сработени продукти на нашите ученици, кои се вклучија во изработка на украси од природни материјали, камен, како и пластична амбалажа, гумен отпад и стари предмети од домаќинството, изјави Анита Николовска, ментор на филмот. Проектот бил поделен во 7 етапи: разгледување на непосредната околина, планирање на активностите и избор на неколку градини што ќе се декорираат, набавка на потребен материјал и алат за работа, собирање и селекција на отпаден материјал, изработка на украси, декорирање на избраните градини со сработените украси и цвеќе, како и виртуелно средување на градината по избор на учениците во програмата Майнкрафт. Вториот филм, иако има сличен наслов, сепак има поинакви цели. На него под менторство на наставничката Грубор работеле учениците од 5 оделение. Целите тука се ученикот да го разбира концептот на програмирањето, да се оспособи за самостојно креирање на програми со редоследна структура, да се оспособи за самостојно креирање програми кои вклучуваат променливи, да се оспособи за самостојно креирање програми со структура за избор од 2 можности, да се оспособи за самостојно креирање програми со структура за повторување, да се оспособи за самостојно креирање програми со комбинација од структури и програми кои вклучуваат настани, но и да се оспособи за дебагирање на креираните програми, вели Александра Грубор. Расте бројката на најави од функционери на ЕУ и НАТО, премиери и државници, кои од крајот на август, а особено во септември, се очекува да ја посетат Македонија, пишува Дојче Веле. Според непотврдени информации, покрај невисоки функционери од ЕУ и НАТО, се очекува во земјава да допатува и германската канцеларка Ангела Меркел, како и премиерите на Шпанија Педро Санчес и Канада Џастин Трудо. Македонија не е сама во заложбите да ги забрза процесите кои водат кон нејзино полноправно членство во ЕУ и НАТО. Таа ќе доби и експертска, но и морална поддршка на тој пат, велат за Дојче Веле дипломатски извори. Прв сигнал за тоа е воената обука на 120 припадници на копнените сили на САД за Европа, која денеска треба да започне на воениот полигон Криволак во рамки на билатералната соработка во одбрана на Македонија во САД. Во наредните 20 дена АРМА ќе обезбеди логистичка поддршка, помош и придружба и ќе врши наблюдување на тренингот. Ова ќе биде првпат полигонот да се користи од страна на американски авијацијски единици, откако неодамна беше сертифициран од страна на 7-та команда за обука на копнените сили на САД. Шест пати повисоко во однос на августовскиот просек е нивото на реката Треска кај Македонски Брод, а тројно зголемини се Вардар кај Зајчев Рид, на Црна кај Новаци и на Пчиња кај Катлановска бања, покажува денешните хидролошки мерења. Двојно покачување пак бележи Вардар кај Егуновце, Белеси и Демрикапија. Нивото на Охридското езеро е 4 см под дозволениот максимален водостој, а на Дојранското 1 см над договорениот максимален водостој. Предлог законот за обештетување на уште 1600 стечајци од фирми во доминантна сопственост на државата бил усвоен на вчерашната 82-та седница на владата и е испратен во собранието. На вчерашната седница владиниот кабинет исто така донел одлука да го реши проблемот со одлагањето на ѓубрето и го задолжила Елем да обезбеди еден од ископите кај ТЕЦ Сосломе за складирање на ѓубрето. Со предлог законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата се предвидува надомест за 1600 работници, без разлика дали биле вработени на определено или пак неопределено време, или пак престанокот на работа бил по волја на работникот или по негова вина. Исто така, министрите на вчерашната седница на владиниот кабинет ја усвоиле информацијата за времена комунална депонија во општина Кичево, го задолжиле АД Елем да обезбеди место за времено складирање на комунален отпад на некои од локациите на ископите кај ТЕЦ Сосломе и Кичево. Вчера биле одобрени и повеќе од 100 договори за финансиска поддршка на инвестиции според Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Во оваа бројка влегуваат и домашни фирми.
Сите што ќе добијат пари на подарок од владата ќе мора да ја докажат реализацијата на инвестициите пред да бидат исплатени предвидените суми. Дополнително, владата бара компаниите што треба да добијат финансиска поддршка да достават подпишана изјава за конфликт на интереси. На 82-та седница владата вчера ја усвоила и информацијата за состојбата со правичната застапеност на вработените во УЈП и ја задолжила УЈП да направи план за превземање на дел од вработените преку секретаријатот за спроведување на рамковниот договор што досега добива плати, а не одеа на работа. Времето денеска во Куманово беше сончево до умерено облачно, со слаб северен ветер и со температура до 29 степени. За утре метеоролозите најавуваат слично време со услови за врнежи и грмежи во попладневните часови, а температурата ќе биде иста како денешната. Тука е крајот на вестите, а ви и понатаму останете со програмата на Телевизија Плюс.